Поздрав на сите и добре дојдовте назад на каналот на Благодушев. Значи луѓе, еве правиме едно видео за кое што мислам дека прв пат правиме баш вакво видео. Искрено не сакав да го правам ова видео, но бев приморан. Значи, за што се работи? Неколку дена ме мачи ова нешто и морав да ви го откријам. Морав да снимам видео и да ви го откријам ова вас на сите. А причината што ме мачи е, како да го кажам, ова не ми е воопшто убаво. Причината што ме мачи е видже, луѓе. Да. Добро слушнавте, видже. Многу ми е незгодно и неубаво да го кажам ова, но точно така се работи за видже. Морам да разоткривам некои работи за него, од кои знам дека ќе бидете и вие изненадени и шокирани како што сум јас. Значи, не знам што да речем. Запрепастен сум, шокиран сум од овие работи, така да мислам да започнеме. Што се работи? Значи, видже не е, како прво, видже не е нормален човек како сите ние други останати луѓе. Да, зошто не е нормален? Под број 1, зошто е толку бел во лицето, значи, зошто е толку бел онака? Луѓе, видже е вампир. Да, добро слушнате, видже е вампир. Еве, тука ќе ставам слика од видже, а тука ќе ставам слика од вампир. Дали видите не личат, дали воопшто, еве, можете да приметите колку многу личат видже и вампир од луѓе. Нивната боја на кожата и општо се нивните очи, само видете ги, значи видже е вампир, луѓе. Друга работа. Исто така што не е само што видже е вампир, има и вампирски способности, она скилови, како да кажам, значи кога спиеше тука кај мене 4 дена, се преплашив, луѓе, на неколку пати беше нешто, се случуваат чудни работи, наеднаш го гледам тука, па го гледам таму, се преместил наеднаш, значи чудно многу нешто, без тој да ме запримети, јас го гледав. Многу ме исплаши, луѓе, не знам што да речам. Страшно нешто, страшно. Дури друга работа, значи одеше на секој 5 минути да се мие раце, зошто? Бидејќи од ламбата кога ќе му печат рацете му се горело неговото тело од светлина многу и од лампа, и одеше на секој 5 минути да се мие раце и да се водени лице вака. Страшно нешто, луѓе, не знам што да кажам. Исто така што ми докажува дека видже не е нормален и дека е вампир е тоа што, значи, можете да видите колку е слаб, нема стомак, онака, нема, а јади ненормално. Тотално може да изеде биг бургер, еден од оние големи биг бургери во рок од 15 минути и потоа да може да јади пак друго. Да јаде чипси, смоки и други работи и да испие вода и сок, значи во ненормална количина, нешто страшно, не знам што да речам. Запрепастен сум, запрепастен. Исто така, нешто што дознав потајно е дека видже е многу близок роднина, мислам дека и прв братучет на познатиот рапер Еминем. Значи, луѓе, замислете на познатиот рапер Еминем. Еве тука ќе ви стои слика од видже и тука ќе ви стои слика од Еминем. И видите нешто, ово е страшно колку личат еден на друг, значи роднини се, родно сродство има. Страшно нешто, ме запрепасти и тоа. Друга работа за видже, луѓе, зошто видже толку има мерак кон опрема, кон микрофони, камери, осветлување и се останато, зошто тоа му е онака во крвта, во вените. Сега ќе ви кажам, значи, кога се родил видже, на третата ден на речниците му нарекле да има мерак за тоа. Исто така и првиот поклон кога се родил од неговите родители бил микрофон, луѓе. И така тоа на видже му е моментална обсесија микрофони, најчесто, како што и мини пади, тач пади, кейборд, мини кейборд и такви слични работи, како што и камери, опрема и сите тие останати други работи. Друга работа исто нешто што се случи сега брзо, значи со видже седев многу често на Skype и видже немаше воопшто мерак кон девојчиња, луѓе, воопшто. Видже откако отиде во Штипка и Only Петар, му се случи нешто. И по доаѓањето кај мене јас се зачудив, не можев да го препознам видже, многу почна да има мерак кон девојчиња, ко чупиња да пишува со многу чупиња, да сака да излезе, да искочи со нив, да каже на скопски, ама еве на наше да излезе со нив, значи страшно нешто, страшно се промени многу човекот, како да Only Петар, како да му направи нешто, како да го потури со нешто или не знам што, или некоја магија да му направи, не знам што да речем, значи запрепастен сум, луѓе. И друга работа што сакам да последно да ви кажам, луѓе, да знаете дека знам дека сега ќе ми се случи нешто после ова видео, но морав ова да ви го откриам вас.
Значи ако VJ ве земе на око, да знаете дека страшно све се зафркнали, како сега моментално јас, што ќе ме земе на око. Страшно све се зафркнали. Пазете се, луѓе. Тоа нормално, едно онака смешно, хумористично видео, нормално дека ништо од ова не е вистина, кој би поверувал во ова, но ајде малку онака да направиме едно смешно видео. Поздрав до VJ Шмукачот, Шмукачот VJ, да. Поздрав до Only Петар, исто така и него го спомнав и луѓе, доколку ви се допадна видео, ставите лайк, доколку не ви се допадна слободно ставите дислайк, ставите subscribe и ќе се видиме. Пум!